Почитувани колеги, почитувани присутни представници на власта, пред да ги поставам моите пратенички прашања, дозволете да изразам незадоволство поради континуираното неприсуство на одредени министри, а со самото тоа се покажува и односот на оваа влада кон законодавниот дом. Имено, институтот пратенички прашања е сериозна алатка, особено за пратениците од опозицијата. Еве, јас денеска имам две пратенички прашања за министерот за образование. Не е тука, а не е тука ни заменикот министер за образование. Подолг период сакам да поставам прашање директно до министерката за правда Рената Десковска, но истата подолг период не е присутна на пратенички прашања, што само по себе се го покажува односот на одредени ресорни министерства кон законодавниот дом. Но како и да е, јас моите прашања денеска ќе ги поставам. Првото прашање, како што кажав, е до Министерството за образование. Имено, неодамна во јавноста прострои веста дека Комисијата за ревизија на учебници, формирана согласно договорот за добрососедство со Република Бугарија, констатирала потреба од измена на 30 учебника. Оваа вест прострои така бегло во јавноста и незабележително, а Министерството за образование и наука не ја информираше јавноста за што всушност се работи. Дали е тоа конечен став, кои се тие учебници, вклучително дали е историјата вклучена во нив, кои се содржините што треба да бидат променети, за кое ниво на настава се работи, при тоа мислам на основно средно, и многу други детали за кои што македонската јавност треба и мора да знае. Зошто нели вие како влада постојано за себе сакате да кажете дека сте транспарентни и по пат на дебата се носат одлуките. Значи, моето конкретно прашање е: дали е дојден моментот на промена на учебниците согласно договорот и кога Министерството за образование и наука ќе ги каже тие учебници и содржини што треба да бидат променети, или пак ова е само најава и желба на бугарската страна, односно на бугарската комисија, а македонската има забелешки по истата, значи бараме на целосна, комплетна информација за ова, за јавност. Второто мое прашање, исто така до Министерството за образование, деновиве прочитав по порталите една вест која што навистина ме натажи. Видете, поради 12.000 евра, 6 талентирани деца нема да заминат на Олимпијада по природни науки. Моето конкретно пратеничко прашање до Министерството за образование и наука е: дали Министерството се работи за 12.000 евра, 6 талентирани учебници од Македонија нема да заминат на меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки, замислете, која на почетокот од декември ќе се, значи тоа е сега, скоро, ќе се одржи во Ботсвана. Ако не се најдат пари за авионски билети до оваа африканска земја, учениците нема да одат. Истата оваа група минатата година во Холандија добила бронзен медал. Сега ние говориме за дефицитарни кадри, даваме порано ние како влада, не знам сега вие докаде сте, дававме мерки за поттикнување за запишување на физика и математика, а сега професорите кои што ги спремаат овие деца уплатиле сами котизација и велат дека се чувствуваат како рекетари кога се обраќаат за помош до Министерството за образование и наука и дека едноставно не можат да ги пратат учениците на Олимпијадата. Значи, дали, конкретното прашање е дали Министерството за образование и наука уште денес интервентно ќе интервенира, ќе дозволи финансиски средства на овие деца. Јас ги имам, доколку некој е заинтересиран,
и наставниците и професорите да се јавите доколку како влада одлучите да им помогнете на децата и да не представуваат како држава таму, дали ќе им помогнете да отидат овие деца на оваа олимпијада. И моето трето прашање е до Министерството за земјоделие. Пред неколку седмици поставив прашање за интервенција по однос на сушата. Земјоделците од мојот град ми кажаа дека нема добиено никакви средства, а во меѓувреме, за жал, се случи повторно елементарна непогода, имаше град во мојата општина и јас го имам и прилогот, односно изгласан на совет од страна на комисијата, локалната комисија која што направи проценка на штети и еве ќе ви го кажам, значи по местни заедници и по собствености, штети врз основа на елементарна непогода од град има во Свети Николе, Пеширово, Мустафино, Ерџелија, Црнилиште, Горовинци, Анзибегово, Немањици, Ранченци, Орел, Кнежие, Делисинци и Стануловци. Вкупната вредност од штетата која што е проценета е 37.340.492 денари, односно 602.000 евра. Прашањето ми е дали Министерството за земјоделие ќе интервенира и ќе ги исплати овие штети и кога истите ќе бидат исплатени. Благодарам.